Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани собственици и менеджмент на Римес, драги млади луѓе вработени овде во Римес, почитувани министерке, директори кои се со нас денеска. Заедно со министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, денеска имаме таа чест да соопштиме една значајна новина која се однесува на младите луѓе. Владата на Република Северна Македонија на својата 164-та седница го утврди предлог законот за младинскиот додаток, кој дојде како предлог на Министерството за труд и социјална политика. Со младинскиот додаток поттикнуваме вработување на младите лица во дејностите на производството по завршување на средното образование и го зајакнуваме нивниот стандард. Младинскиот додаток ќе биде овозможен во висина од 3000 денари месечно и ќе им се плаќа на млади луѓе до 23 години возраст со завршено најмалку средно образование. До младинскиот додаток ќе имаат пристап младите кои се вработени со задолжително социјално осигурување кај работодавачите или се самовработени во компании со претежна производствена дејност, млади кои што се вработени преку приватна агенција за вработување на работа кај работодавач со претежно производствена дејност, како и младите индивидуални земјоделци со задолжително социјално осигурување. Освен како придонес за повисок животен стандард, со оваа мерка им излегуваме во пресред на потребите на работодавачите со соодветно квалификувана работна сила која тие бараат меѓу стручно образованите млади луѓе. Значи добиваат и младите, добиваат и работодавачите. Оваа мерка за поддршка на стандардот на младите, вклучително со поддршката на субвенционирањето на придонесите во компаниите што ќе им ги зголемат платите на младите до 23 години, до 6000 денари, значително го јакне стандардот на нашите млади граѓани. Сите овие мерки, вклучувајќи ги и мерките за стимулирање на интересот за дуалното, односно стручното образование, зголемувањето на фондот на оперативните мерки за вработување кои вклучуваат тренинзи и оспособување на младите за профили кои се барани на пазарот, во огромна мера им отвара шанса за вработување на нашите млади сограѓани. Со воведувањето на младинскиот додаток, владата продолжува посветено да работи на подобрување на условите за живот на сите лица во Северна Македонија, секако посебен фокус ставаме на младите луѓе, заради тоа што и процентот на невработени млади луѓе е најголем. Конечно, како заклучок, секој млад човек што работи во производство или сака да работи во производство, покрај својата плата, која што ја добива и придонесите, од државата, преку Министерството за труд и социјална политика, ќе добива 3000 денари дополнително пари. Ние мислиме дека сите тие млади луѓе, кои што не се за факултет, не сака да одат на факултет и слично, можат порано да почнат да работат. Традицијата кај нас е 26-27 години, кога веќе планираат да оформат семејство, тогаш тргнуваат да работат. А до тогаш се случуваат мал милион девијантни појави, алкохолизам и други работи. Целта е да го збогатиме во делот на лепезата на понуда за работодавачите, да имат поголем корпус на млади луѓе од кои што ќе бираат стручно квалификувани млади луѓе, ама и младите покрај платата ќе знаат дека добиваат дополнително 3000 денари. Верувам дека таквата мерка ќе даде сериозен резултат на мотивирана, продуктивна младина во државата, но дефинитивно исто така ќе придонесе да навистина бидеме квалитетни и за себе и за идните семејства, младите кои што ги формираат преку дополнителната ваква стимулативна мерка и на крајот да го намалиме и процентот на невработеност кај младите луѓе. Благодарам.